Каде се наоѓаат моштите на првиот македонски архиепископ Свети Климент Охридски? Преданијата говорат дека чудотворецот самиот го ископал својот гроб на Плаошник, од каде ја ширил писменоста. Дел од моштите и денес се таму, во сребрена кутија изработена од филигран, во дрвен саркофаг, достапен за поклонување на верниците. Остатоците од черепот се чуваат во манастирот Свети Јоан Продрон, кај Бер, денешна Верија, Грција. Пред неколку години МПЦ и подари честица од моштите на Свети Климент на Пловдивската митрополија. Но вечна е дилемата и за историчарите и за хроничарите, каде исчезнаа поголемиот дел од неговите мошти. Она што се знае дека за време на Отоманската империја моштите од Плаошник биле пренесувани во две цркви во Охрид, за на крајот, како што отворено пишуваат, со купување или крадење да завршат меѓу другото и во Бугарија. Во 1913 година, на прагот на Првата светска војна, во период помеѓу двете балкански војни, бугарскиот митрополит Борис однел во Бугарија многу вредни предмети со обврска да ги чува за потоа кога ќе поминат тие несигурни времиња да ги врати во Охрид, но тоа никогаш не се случило. Во врска со ова, во својата плодна и долгогодишна работа, истражувајќи, универзитетскиот професор од Охрид Павле Митрески дошол до многу вредни и значајни списи, оригинални документи и фотографии кои говорат за тоа што се случувало, посебно за време на бугарската окупација. Овдека се земени од црквите многу интересни, уникатни верски предмети, ракописи, земени се и предадени со записник. Под услов за џомети наводно неква изложба во Софија и ќе ги вратат, и денес ги враќаат. Ние ги немаме тие. Од кои цркви беа тие? Од Свети Климент Перивлевта. Не случајно такви напади се вршени врз верските институции и плачкани. Имаме многу тоа. И земани материјали однесени во Бугарија. Во училиштата во Охрид, кои што бугарите посебно го чувствувале како свој град, децата биле принудени да зборуваат исклучиво на бугарски јазик, а писменоста ја ширеле бугарски учители, што значи дека ширењето на историски невистини датира одамна, вели Митрески. Затоа во овие тешки времиња за нашата држава, Македонија мора да повлече црвена линија. Црвена линија да постават, а таа црвена линија е многу важна. Се знае кои се тие фундаменти на држава, територија, народ, јазик, војна што го изјавуваат на телевизиските куќи и во Македонија и во Бугарија, навистина представува злочин према нас. Нас не убиваат, а тие со тоа се гордеат. Каде одиме ние? Не оставаат на мира. Ја расчеречија државата. Оставете го народот да живее. Ова што се случува се игри на политиката, а последиците ги трпи обичниот човек, завршува професор Митрески.